Имам честа да бидам последна во низата на презентации кои што ги слушнавме денес. И благодарам на организаторите на G7 конференцијата, што ми дава можност да накратко представам која е Квенбергер Логистик, накратко да дадам неколку информации за сервисното портфолио на компанијата и да се задржам повеќе на две успешни приказни во делот на логистиката со примена на ВМС решенија, конкретно кросдокинг решение и традиционално ВМС решение, кои што ги развивме заедно со Славчо од компанијата Sigma. Квенбергер е значи австријска компанија. Нашата филозофија е дека логистиката е наша пасија. Мисијата на компанијата е дека постојано ги импресионираме нашите клиенти преку изнаоѓање на модерни современи логистички решенија кои што се адаптибилни, флексибилни и на самиот клиент му нудат кратење на трошоците и висока ефикасност. Визијата на компанијата е да бидеме најдобрата логистичка компанија со средна големина во централна и источна Европа. Со сите наши клиенти, поготово со клиентите во делот на логистиката, се обидуваме да имаме долгогодишна соработка и да изградиме доверба и квалитетни сервиси. Неколку кратки податоци во врска со Квенбергер во светски рамки. Околу 3000 вработени во однос на меѓу 2017 и 2018 година, значи има раст на прометот од 3%. Се наоѓаме во 19 земји и сме застапени на 85 локации. Во Македонија присутни сме во два града, може би подобро ако го вака за подобро да се слушаме. Значи присутни сме во два града. Во Штип се наоѓа нашата централа. Квенбергер во Штип функционира и работи веќе повеќе од 20 години. Локацијата во Штип, односно нашиот логистички склад, е пред се фокусиран на текстилната индустрија и развој на логистички решенија, специфични логистички решенија за текстилната индустрија. Филијалата во Скопје ја отворивме пред некои 4-5 години и овде во Скопје сме фокусирани повеќе на останатите индустрии застапени во земјава, каде што можеме да најдеме примена на изработка и имплементирање на комплексни логистички решенија. Значи, неколку кратки информации. Во земјава сме застапени на две филијали со околу 150 вработени и складишен простор од над 10.000 квадрати. Да напоменам дека во наредната година ќе имаме зголемување на овој складишен простор од отприлика 7 до 8.000 метри квадратни. Ево, ова е логистичкиот центар во Штип. Значи, како што напоменав, овој центар е пред се наменет и е фокусиран за текстилната индустрија. Внатре во него имаме инсталирано специјален систем, троли систем, преку кој можеме да вршиме манипулација и движење, како и складирање на роба на овие garment on hangers, постулати од количина од 250.000 парчиња. Имаме 15 складишни рампи и пред се станува збора за центар во кој што главен фокус е во развој на сервиси за текстилната индустрија. Со филијалата во Скопје е пред се логистички центар кој што е наменет за развој на сервиси кои што ќе се користат и се користат сега во моментот во делот на IT и телекомуникацијската индустрија, автомобилската индустрија, малопродажната и FMC индустријата. Од оваа година навлеговме и во еден друг пазар, односно во пазарот на логистика за алкохолни и безалкохолни пијалаци. Неколку кратки информации во врска со овој логистички центар и веднаш до него ќе се во текот на 2020 година имаме градба на нов центар. Накратко за сервисното портфолио на компанијата, значи вршиме секаков вид на меѓународен транспорт, FTL и LTL пратки, поморски, шпедиција, воздушен превоз, специјални транспорти, логистички аутсорсинг и имаме развиено транспортна мрежа.
би се задржала повеќе на логистичкиот дел од нашата компанија, именно кога имплементираме комплексно логистичко решение, нашиот процес е секогаш поделен по 3 основни фази. Значи, првата фаза е анализа на конкретните сервиси во логистиката што се појавуваат при самиот потенцијален клиент. Значи, ги анализираме буквално сите процеси од основните до најдеталните процеси. Понатаму, со помош на оваа анализа и преку нашето знаење и умење, го градиме концептот и во случај, ако стапиме во договор со нашиот потенцијален клиент, тогаш преминуваме кон процесот на имплементација на самото решение. Моментално, индустрии во кои што имаме развиено комплексни логистички решенија се малопродажната, модната, автомобилската индустрија, индустријата на бела техника, во која што навлегуваме оваа година, и индустријата за прехранбени производи, односно FMCG индустријата. Бенефити на договорната логистика, значи се високо ниво на флексибилност на услугите, нудиме персонализирани, комплетни решенија, меѓународни стандарди за квалитет, обсежни логистички процеси, адаптирани на потребите на нашите клиенти, комплетна грижа за клиентите од фазата на планирање па се до фазата на имплементација и професионален проектен менеджмент и ефикасна имплементација на проектно решение. Услуги се значи складиштување, supply chain решенија, како и решение на додавање на вредност, односно value added услуги. Сега ова е всушност најбитниот дел од мојата презентација. Ќе презентирам две решенија. Едното решение е кросдокинг решение за приватните марки, односно за приватните брендови на ДМ маркетите. Значи, со нив соработуваме од 2017 година. Тогаш Славчо ме подсети со неговата презентација дека во 2017 година за ДМ креиравме модул, кросдокинг модул, кој што го користиме и денес, и од него имаме значи низ за бенефити и голем број на кратење на трошоци на дневно ниво. Решението што ние го понудивме за ДМ е целосно преземање на логистиката во Македонија, значи представува еден вид на трипил решение. Конкретно за ДМ работиме меѓународен транспорт, според премиски распоред. Значи, робата доаѓа од складот во Дорово Балин, Унгарија и Енис, Австрија. Понатаму приеми истоварна стока во модерен склад, скенирање на баркод на парче, што е всушност и поврзаноста со Г7 стандардите. Вршиме контрола на квантитет и оштетена стока при транспорт при лесна роба. Понатаму идентификување на нови артикли и артикли со составна или амбалажна модификација. Во овој случај, кога има вакви артикли, всушност артикл кој што веќе еднаш навлегува во земјата, сега влага во овој пазар, но со променет баркод. Ова е многу битна информација што мораме да ја споделиме со нашиот клиент ДМ. Врз база на приемот на артикли, значи се форматираат и се принтат составните етикети во зависност од законските прописи. Понатаму се прави декодирање на роковни етикети, особено кај хемијата, кај брендот Denkmit. Голем дел од овие артикли имаат наведено само лотови. Тоа се нумерички бројки кои што ние мораме понатаму да ги декодираме за да го утврдиме кој е рокот на трајање на самите артикли. Комисионирање по продавници. Во моментот ДМ има 16 филијали во Македонија. Планирање и координација на достава до продавници со фиксно утврдено време и достава на статус за испорака до самиот клиент. Неколку податоци во врска со ДМ за 2018 година. Значи, до продавниците на ДМ имам испорачено 180.000 различни артикли, број на доставени парчиња над 2,5 милиони и се врши достава до 16 филијали на неделно ниво.
обарање на те, понекогаш вршиме и 2 пати достава на неделно ниво до самите филијали. Се тоа немаше да биде возможно во случај кога немавме развиено ова кросдокинг решение, во чије што основна всушност е скенирање на баркод на парче и користење на SSC етикетите. Како тоа конкретно изгледа? Значи, кога нарачката во Тороко Балинт е спремна и трга кон Македонија, од нашиот партнер во Тороко Балинт добиваме еди пораки. Сега да не се гледа баш добро на сликата, меѓутоа овие еди пораки ние потоа ги импортираме во нашиот БМС систем и на тој начин доаѓаме до налог за прием на роба. Но овој налог за прием на роба си има баркод. Кога дојде робата, таа доаѓа во форма на хетерогени палети, односно палети во кои што понекогаш се наоѓаат 2 до 3 артикли, но меѓутоа, особено кога станува збор за декоративата, на една палета може да има до 50-60 различни артикли кои што се во рефусна форма, значи еден лак за коса, еден лак за ногти, еден тип на кармин и така натаму. Сега, со овој кросдокинг модул, што е имплементиран во самиот ВМС програм, го скенираме баркодот на налогот за прием и почнуваме да вршиме прием на секоја палета одделно. Значи, во нашиот магазин принтаме SSC етикета за секоја запримена роба, за секоја приемна палета и утврдуваме точно кои артикли се наоѓаат на таа палета. Параметри за секој артикл внесуваме, значи артикл, баркод, количина и во случај ако има потреба од декодирање на шифра за да се утврди кој е рокот на трајање, внесуваме и овој податок. Откако ќе се заврши комплетниот прием на приемните палети, паралелно со ова го работиме принтањето на самите етикети. Секако првично започнуваме со принтање на етикети кај артикли кои што воопшто нема никаква промена, значи во Македонија влагаат повторно со некој исти баркод. Меѓутоа, кај артиклите кои што има промена во амбалажата или промена во самиот состав на производот, веднаш мора да испратиме информација до ДМ во Македонија, до нивната канцеларија овде, за да добиеме информација од нив дали има некакви составни промени и во случај ако има, тоа мораме да го вметнеме на новите етикети. Исто така, до нив праќаме информација за артикли кои што за прв пат влагаат на пазарот, бидејќи ако ние не ги го дадиме точниот баркод во оваа фаза, кога производот ќе биде достапен веќе на полиците во самите филијали, нема да може да помине на посттерминалите, односно на самата каса. Откако ја завршиме фазата на прием и фазата на лепење, односно на етикетирање на сите овие производи, и започнува фазата на така наречен сплитинг. Тоа е наш интерен термин. Што значи тоа? Тоа значи секоја приемна палета мора да биде поделена на 16 филијали, односно на 16 налози за излез. Овие 16 налози за излез се креираат практично со самиот импорт на еди пораките во нашиот систем. Значи, кога се импортираат овие пораки, системот генерира еден налог за влез и генерира 16 налози за излез. Врз база на овие 16 налози за излез, операторот овде во магазин веќе почнува да ги дели сите влезни палети. На секоја влезна палета има различни артикли. Со скенирање на баркодот на единичното парче, системот дава информација колку парчиња треба да оди во секоја од филијалите. Ова поделба се врши на ваков начин додека не се поделат сите палети. Сега, за секоја ново формирана излезна палета, креираме еден модифициран тип на SSC етикета и на оваа етикета во позадина, во системот, може да се извади спецификација кои се производи и која е нивната количина што се поставени на самата излезна палета.
Пред да го воведеме кросдокинг модулот во нашето ВМС решение, значи пратките во тој период во 2016 и почетокот на 2017 година беа некаде отприлика околу 20 до 25 илјади парчиња со 500 до 600 различни артикли. Тоа го работевме со тим од 12 до 14 вработени. Сега, со примена на ова решение, моментално пратките на ДМ, што треба да ги изработиме во период од 5 до 6 работни дена, значи, овие пратки сега се движат со големина од 60 до 70 сега во декември, дури до 80.000 комада, и во секоја пратка има од 1500 до 2000 различни артикли. Сега, преминувајќи го овој систем, тоа го работиме со 8 до 10 оператори во магазинот. Значи има значително намалување на трошоците. Не само тоа, значи со овој систем бенефитите се дека во секое време имаме следливост на текот на процесите и степенот на извршеност, понатаму имаме нормирање и следливост на продуктивноста на вработените во овој тим. И исто утврдуваме, успеавме да постигнеме минимална отстапка и грешки при прием и спремање на нарачките, што всушност е многу видно за самиот клиент. Вториот пример е трипл концепт на комплетно логистичко аутсорсирање. Значи, ова го работивме го работиме се уште со Подравка. Решението кое што го понудивме за Подравка е меѓународен транспорт на робата до Македонија, до Северна Македонија, понатаму изработка на увозно и извозна документација, складиштување логистички операции за производите на Подравка, обезбедување на доволен складиштен простор во нашиот магазин овде во Скопје, локална дистрибуција до продавници, превземање на вработените од секторот за логистика. Успеавме да постигнеме оптимизација на вкупните логистички процеси и намалување на трошоците поврзани со логистиката. Најбитната ствар, успеавме да направиме автоматизирана поврзаност помеѓу SAP софтверот што го користи Подравка и нашето ВМС решение. И практично ово успеавме да го направиме со креирање на така наречени IDOC-ови, односно размена на XML файлови во реал тайм, односно постојано во текот на цел ден. Преку ова ВМС решение, што го користиме кај Подравка, значи успеавме да постигнеме комплетна прегледност на залиха по количина, рок на трајање и останати атрибути на артиклите, како што е, например, лот. Неколку кратки податоци. Доставена роба до комитенти во 2018 година, значи број на испорачени различни артикли 800.000, реализирани и доставени нарачки до комитенти 90.000 и имаме дневни испорака од прилика до 200 локации на комитентите на Подравка. Значи, како што кажав, IDOC размената, автоматизираната размена на податоци помеѓу SAP и ВМС е основата на овој проект и тоа го постигнавме со соработка помеѓу Квембергер, Подравка во Македонија, Подравка IT департаментот на Подравка од Хрватска, како и Сигма. Во основата на ВМС решението што го користиме за Подравка, како што напомена и моите претходни презентери, е употребата на баркод. Значи, кога доаѓа робата од меѓународните добавувачи на Подравка, а исто и од македонските, односно локалните добавувачи, прво што правиме го узимаме налогот за приемна роба. Овој налог за приемна роба практично вработените во Подравка го генерираат во нивниот SAP систем. Тој се автоматски праќа преку IDOC до нас, во нашиот ВМС. Системот автоматски го принта. Кога дојде робата, ние го правиме приемот на роба врз база на овој налог за прием. Налогот за прием исто така има свој баркод, го скенираме баркодот и го започнуваме приемот.
Секоја палета, овде во овој случај е хомогена, не е хетерогена како во случајот на ДМ. И значи, скенирање на баркод на парче, утврдување на атрибутите како што се лот, рок и количини. Како што кажа претходникот од Нел, све што можевме во магазинот, све забележавме и означивме со баркод микролокација. Така, кога дојде робата од еден од добавувачите на Подравка, при приемот, првично оваа роба влага во приемна зона, која што се наоѓа во самиот експедит, значи приемна зона 5 во овој случај, потоа вилюшкаристот преку одредена команда во неговиот покет писи ги превзема овие палети на кои што си има поставено SSC интерна етикета за интерно движење на самите палети низ магазинот, така да тој ги зима и ги префрлува во сторидж зоната, односно во зоната на складиштување. Секоја од овие микролокации за складиштување си имаат свој баркод обележување. И овде е намалена, значително намалена можноста од грешка. Односно да останат палети во самата приемна зона, па да не можеме да се снајдеме која палета каде се наоѓа во магазинот. Кога да ги добиваме налозите за изрез на роба, односно нарачките кои игрираат комерцијалистите на Подравка, овие нарачки влагаат во сабсистемот, а понатаму од сабсистемот повторно преку ајдопови се префрлуваат до нашиот ВМС. ВМС системот ги принта. Значи, овие налози за изрез и почуваме со припрема на робата. Робата за Подравка излага во 2 циклуса, 24 часовен циклус и 48 часовен циклус, во зависност од барањата на нашиот клиент, односно на Подравка. Значи, секој налог за изрез си има определени информации, комитент, дека се наоѓа самиот објект, односно која е адресата на објектот, кои артикли треба да бидат испекирани и која е нивната количина. Овие информации не само што ги имаме сега во хард копи, што во иднина ќе го укинеме ова, значи овие информации сега постојат и во самиот покет писи на операторите во магазинот. Со одбирање на налогот за излез или во случајот на хард копи, скенирање на баркодот на самиот налог за излез, операторот започнува да ја припрема нарачката. Системот е тој што го води од првата до последната микролокација, каде што се наоѓа робата во самата пикинг зона. Кога се спремат сите нарачки, тие се поставуваат во експедит зоната, се редат по рути и останати 20 до 30 вработени работат мастер контрола, односно повторно ги ја пречекираат и ја контролираат точноста на нарачката. Кога ова се заврши, од ВМС се испреќа податок преку ајдок до САП дека нарачката е спремна и во тој случај, само во тој момент, САП ја генерира крајната фактура, односно фактурата до крајниот клиент на Подравка. Робата од нашиот магазин до клиентите на Подравка секогаш се движи со транспортна спецификација и со фактура. Како три основни бенефити на користење на GSN стандардите, односно користење на единичен баркод на артикал, SSC етикетите, како и баркод означување на сите микролокации внатре во магазинот, е тоа дека во секое време имаме следливост и контрола на процесите и степенот на извршеност, нормирање и следливост на продуктивноста на вработените при прием, пикирање, контрола и утовар на возила и минимална отстапка и грешки при прием и спремање на нарачките. Да напоменам дека и со други клиенти имаме имплементација на ВМС и ВМС решенија, меѓутоа за денешната конференција избрав овие два, бидејќи мислам дека се доста уникатни и се со широка примена.
Ова се компании со кои што ние во моментот се работуваме, односно компании кои во Македонија користат сервиси на логистички оператори. Ви благодарам за вниманието.